Јавното обвинителство да реагира, да отвори истрага и да побара запирање на работата на конзорциумот ИРД, Ептиса, Електра Солушен Евроконсалтинг. Во продолжение ќе наведеме дел од фактите кои укажуваат на коруптивна шема на Груби и Ковачевски со надзорот на изградбата на коридорите 8 и 10Д. Прво, власта распишува тендер за надзор на изградбата на коридорите 8 и 10Д. Тендерот го добива конзорциум воден од ИГХ, чиј состав е Институтот за патишта Велес на Соти Рампов. Договорот се раскинува затоа што конзорциумот не може да обезбеди банкарска гаранција поради фактот што сите пари кои се руски им се замрзнати. Број 2. Власта објавува нов тендер. Број 3. Во ек на постапката за доставување на понуди фирмата Електра Солушен на Андон Ампов, син на Соти Рампов, вади лиценца за надзор префрлајќи вработени од фирмата на татко му, кај која во првиот тендер е востановена руска врска. Број 4. Рокот за доставување на понуди се продолжува за 8 дена. Се вклопува совршено Електра Солушен да може да поднесе документи. Број 5. Покрај продолжување на рокот за поднесување на понуди, се менува и условот фирмите кои ќе поднесат понуди да имаат позитивни финансиски биланси и се овозможува и фирми за губари како Ептиса да поднесат, која влегува во конзорциум со Електра Солушен, Евроконсалтинг и ИРД. Овој конзорциум го добива тендерот. Шеста причина. Смената на условите во постапката индицираат дека истите се направени за ИРД, Ептиса, Евроконсалтинг и Електра Солушенс. Број 7. Ептиса е собственост на кинеска фирма. Капиталот е во целост кинески. Менеджментот на Ептиса е кинески. Број 8. Ептиса, а преку неа кинезите ќе имаат увид во работата на Ехтел и нивната технологија. И број 9. Ептиса е фирмата во чиј конзорциум заедно со Савеш во Ерменија бил ангажиран Бранислав Димитриевиќ, собственик на Евроконсалтинг, третата фирма во конзорциумот. Бранимир Димитриевиќ во Ерменија е гонет за криминал од 1,8 милиони долари. Против него е подигнато обвинение, а тој избега од Ерменија со помош на дипломати во време кога со владата управува СДС. Почитувани, фирмата на Димитриевиќ во Македонија ќе врши надзор за криминал на иста работа во Ерменија, тој се гони со меѓународна потерница. Криминалот го направил како одговорен на проектот на конзорциумот Савеш Ептиса. Ермениска шема, Димитриевиќ, Ептиса, од кој едниот е гонет за криминал, а фирмата поврзана со кинески капитал и руската врска на Ампови кои се присутни и во двата договори, еднаш преку Институтот за патишта во Велес, еднаш преку Електра Солушен го земаат тендерот од 22 милиони евра. Ако ова не се доволни индиции за отварање на истрага, тогаш Абази нека почека, но потоа ќе мора да одговори зошто молчел и дали и кого штител. Ви благодарам.